Стопанската комора препорачува производителите и откупувачите да го почитуваат законот за тутун и тутунски производи за да се обезбеди оптимален квантитет и квалитет на тутунот и на тој начин да се спречат проблемите што настануваат при откупот, какви што имаше со минатогодишната реколта, кога вишоците од 4000 тони тутун беа откупени по просечна цена од само 48 денари за килограм. Ако закон за тутун и тутунски производи постои, сите треба да го почитуваат. Производителите истиот треба да го почитуваат за да нема вишоци и ситуации како годинава. Порано имавме соковни резерви, па вишокот беше откупуван од нивна страна, но сега такво нешто нема, со што се отежнува решавањето на вишокот на производство. Овие 4000 тони тутун кои се појавија оваа година како вишок, воедно беше проблем не само за откупните компании, туку и за производителите, но не остана за среќа неоткупен тутун, што е добро за целокупното тутуно производство во државата. Оваа реколта воедно, тоа беше заклучено на состанокот, треба да биде поука за сите, да не се повтори ситуацијата со реколтата и во реколтата 2021 година, односно да не се пресликаат проблемите и во новата реколта. За жал, годинава тутунот немаше некој квалитет, тоа беше резултат на климатските прилики, но имаше високо производство. Она што беше заклучено е следното, дека треба да постои баланс помеѓу производителите и откупувачите. Компаниите се ограничени согласно потребите од светскиот пазар и ги обврзуваат одредени законски прописи. Оптимално производство во нашата земја се движи некаде од 20 до 25.000 тони годишно. Се што е по тие количини или пак над нив, ќе биде проблем за откупувачите и производителите. Ристовски нагласи дека и производителите треба да го почитуваат законот за да нема вишоци и ситуации како минатогодишната реколта, кога просечната откупна цена изнесуваше 158 денари за килограм, што е за 25% пониска отколку во 2019, кога беше 219 денари за килограм. Порано имаше стокови резерви каде се откупуваше вишокот тутун, но сега такво нешто нема, со што се отежнува решавањето на вишокот производство, истакна Ристовски. Посочи дека во земјава мора да има производство според стандарди кои се бараат од откупните компании и додаде дека ако не се почитуваат производството или нема да се откупува или ќе се откупи по ниски цени. Потребна е конкурентна продукција и со висок квалитет. Најважен фактор за квалитетен производ се временските прилики и правилната употреба на препорачаните средства за одгледување на тутунот, прецизира Ристовски.